Господине Ајдини, се наоѓаме пред павилионот на Република Северна Македонија на Дубај Експо 2020. Според досегашните информации, Северна Македонија многу успешно се представува на Експо 2020. Колку посетители досега го виделе нашиот павилион, што содржи тој и што може да очекуваме во следниот период? Благодарам многу. Република Северна Македонија учествува на Експо Дубај 2020 со свој павилион под мотото или под слоганот Дом на секој чекор. И со тоа сакаме да дадеме добар символ и објаснување дека Македонија е отворена земја за сите заедници кои живеат таму, но и за сите посетители и туристи кои сакаат да посетат Република Северна Македонија. Исто така даваме добра порака за сите посетители да се чувствуваат како дома. Во павилионот од 380 квадрати, од каде 200 квадрати се изложба, генерално се представуваме на економски план. Околу 75% од целиот павилион покриваме делот на економијата, представувањето на странските инвестиции, субвенциите кои ги дава државата, економскиот развој, планот за економски развој, делот во енергетиката, но генерално и во делот на туризмот и нашите потенцијали во овој дел. Освен тоа, ја презентираме Република Северна Македонија како држава каде живеат во кохабитација меѓу различни етнички групи, различни религии и исто така го покажуваме нашиот историски дел, богатата култура, богатите споменици и така натаму. Од Република Северна Македонија донесовме уште две препарирани животни, кои е балканскиот рис и златниот орел, кои се стана многу атрактивни за посетителите, особено за помладите, но и за постарите генерации, бидејќи се препознатливи животни за регионот на Блискиот Исток и се голема атракција. Исто така посетителите имаат можност да видат и етнички носи, кои се исто така карактеристични и привлекуваат големо внимание, бидејќи ја представуваат културата и традицијата во нашата земја. Генерално, како што спомнав, сме фокусирани на туризмот, ги представуваме нашите туристички дестинации. Република Северна Македонија е позната туристичка дестинација во сите 4 сезони, што за разлика од местото од Дубај не е таков случај, и затоа го представуваме Охридското езеро и нашето летен туризам, зимскиот туризам, Попова шапка како идна дестинација за туристи, Маврово, ски центарот и така натаму, но и другите сезонски туристички дестинации. Од почнувањето на Експо Дубај 2020 од 1 октомври оваа година имаме многу посетители, што за нас е еден показател дека сме интересна и атрактивна дестинација. Во овој дел имаме рекорден број на посетители од близко 5000, односно 4420 посетители. Исто така преку денови имаме до 2000-2500 посетители, но преку викенди постигнуваме до 3500, 4000 и така натаму. Генерално за овие, да кажем, 40 дена имаме над 50.000 посетители. Се трудиме да ја представиме нашата земја таква каква што е, со сите убавини, богатства, и до сега сме среќни бидејќи имаме голем успех. Експо Дубај 2020 ќе важи 6 месеци, од 1 октомври до 1 април 2022 година. Нашиот главен ден или национален ден, така наречен, е на 22 февруари 2022 година, каде се очекува да учествуваат највисокото раководство на државата. Ќе имаме бизнис конференција на истиот ден, но исто така ќе имаме и културна презентација со нашите ансамбли од Република Северна Македонија, кои ќе имат
исто така ќе имаме изложба во нашиот павилјон. Освен ова, работиме многу со стопанските комори и уште еднаш ги покануваме да доаѓат и да го посетат нашиот павилјон, да учествуваат со нивни проекти и да се представат капацитетите и производите од нашата земја. Имаме добра комуникација, имаше посетители, бизнисмени од нашиот регион кои соработуваат со Емиратите и со Блискиот Исток. До сега имавме и неколку активности во делот на презентирањето на економските перформанси на нашата земја, со учество на Агенцијата за странски инвестиции, на тематски бизнис форум. Исто така имавме посета на супругата на председателот на Република Северна Македонија, која учествуваше со презентација на женскиот павилјон. Имавме презентација исто така економска во делот на инвестициите и исто така очекуваме во иднина, значи скоро секој месец ќе имаме 2 до 3 активности во нашиот павилјон, но и во самото експо.